Гледате вестите на Сител. Во студиото со вас, Маријан Ников. Пладнени вести, добар ден. Комитетот за светско наследство на УНЕСКО одлучи Охридскиот регион да не биде впишан на листата за светско наследство во опасност. Наместо тоа, Македонија и Албанија добија дополнителен рок од 5 години за спроведување на препораките за заштита на Охридското езеро и неговото природно и културно наследство. Во првичниот предлог на одлуката беше предвидено регионот веднаш да биде впишан на листата на светско наследство во опасност. Со усвојувањето на амандманот, оваа формулација е отстраната. Охридскиот регион во оваа фаза нема да биде ставен на листата на светско наследство во опасност и ќе го задржи статусот на светско природно и културно наследство на УНЕСКО. Ова представува значаен дипломатски успех за државата. Овој резултат е производ на координирана државна акција предводена од председателот на владата. Покажавме дека дипломатијата носи конкретни резултати. Таа не е само присуство на меѓународни состаноци, туку способност да се градат партнерства, да се создава доверба и да се заштитат најзначајните државни и национални интереси. Почитувани, Охридскиот регион представува природно и културно богатство од исклучителна универзална вредност, чие значење ги надминува националните граници. Охридското езеро, со својата природна уникатност, биолошка разновидност и богато културно-историско наследство е непроценливо светско добро. Како дел од светското наследство на УНЕСКО, регионот е символ на нашата историска и духовна традиција, но и на регионалната соработка. Денешната одлука е значаен исчекор, но не и крај на процесот. Заедно со Албанија треба да подготвиме временски ограничена рамка за спроведување на стратегискиот план до 2030 година. До 1 февруари 2027 година треба да биде доставен нов извештај за постигнатиот напредок. Ке продолжиме со активна работа во координација со Албанија, со државите членки на комитетот, со УНЕСКО и со нашите меѓународни партнери. Нашата цел како влада е јасна и недвосмислена. Трајно зачување на Охридскиот регион како светско, природно и културно наследство. Утринската програма на Сител Ја сака Македонија денеска гостуваше министерот за социјална политика, демографија и млади Ѓоко Велковски, кој зборуваше за парите заштедени во вториот пензијски стол, како и за зголемувањето на старосната граница за пензионирање. Го кажав и тоа претходно, че ова се што е штедено, секој од нас што штедел, што се случи во реформата. Тоа е вториот стол. Тоа е вториот стол, парите се не дадат. Тие се загарантирани и по закон и по устав. Така да тука треба граѓаните да нема дилема дека тие средства се нивни се заштедени. Така да тоа Народски да кажам, луѓето се плашат министер вака, да не ги земат парите од вториот стол, да ги стават во првиот стол и толку да. Не може тоа не може да се случи бидејќи тие се нивни заштедени средства. Не може да се случи тоа така на овој начин бидејќи стекнатото право тогаш пред 20 години не може да се наруши денеска. Без оглед каква да биде реформата, нема да се наруши тој момент се додека он што е добнели 20-25 години од неговите заштити, тие ќе се идат по принципот како што е сега законот направен, бидејќи нели и како да се направи моделот, тоа е негово право и 25 години го стекнувал 20 независно нели колку од нас работеле, така да во тој дел нема. Ето е многу важно се каже бидејќи јас вака до сега искрено прецизно ова во јавноста го немам слушно. Да, овој момент не се размислува и не се прави таква анализа за тоа дали се покажи старосната граница, отколку смисла од еден аспект така што е многу важен. Денеска во Македонија по повеќе закони, ќе земам закон за здравство, образование, јавно обвинителство, судство, таму има во нивните матични закони, токму на овие нели професии, веќе дозволено да може да продолжат да работат токму овие нели стручни кадри. Ама кој сака? Кој сака, да. Кој сака доброволно. Тоа е многу важно. Многу важно да кој сака после нивната Ја уште сега кажам дека не сакам. Затоа да до таму завршувам. Кидеме во пензија. Да. На 62-64 така. Кој сака може и денеска во голем сегмент од функционирањето на нашите институции, дали државни, дали приватни, нели да идат во дел во пензија и после нивната 62-64 година и за тоа да примат и редовна плата нели и да плаќаат редовни придонеси. Така да затоа поради таа причина не се размислува во овој момент нели да се качи старосната граница вака со закон. Две битни работи за кажавме и сакам да ги потенцирам, значи парите од вториот столб се загарантирани и се на граѓаните и дека во моментов не се разгледува
повеќе од 62 за жени, 64 за мажи. Мислам дека тука ептен објаснивме за да не бидат граѓаните загрижени. Собранието денеска во рамки на 117-та седница ќе избере уште еден министер во владата, предводена од премиерот Христијан Мицковски. На дневен ред е изборот на Зулфикар Зейнула за министер без ресор. Зейнула е председател на Демократската партија на турците, а ВМРО-ДПМН неодамна со партијата подпиша коалицијски договор. Неговото назначување беше најавено уште на 10 јули, кога премиерот Мицковски како лидер на ВМРО-ДПМН подпиша коалицијски договор со Зейнула. Демократската партија на турците во собранието е застапена со еден пратеник, Бејџан Илјас. Судија на претходна постапка при Основниот кривичен суд Скопје прифати понудената гаранција од над 1,15 милиони евра за осомничениот Муамет Сејдини, поранешен председател на Фудбалската федерација на Македонија, при што му е укината мерката притвор и ќе се брани од слобода. Од Основниот кривичен суд Скопје информира дека гаранцијата се состои од заснување хипотека врз недвижниот имот, а истовремено заради обезбедување на присуство на осомничениот во понатомашниот тек од постапката, определена му е мерка на предпазливост со одземање на патната исправа. На осомничениот по предлог на Основното јавно обвинителство Скопје на 24 април 2026 година му беше определена мерка притвор во траење од 30 дена, поради опасност од бегство и можност да влие врз сведоци и да ја попречува истрагата. Притворот подоцна беше продолжен со решение на Кривичниот совет. Во продолжение следуваат и вестите од светот. Председателот на САД